Здраво, другари! Ова е уште една епизода од Децата зборуваат. Како и секоја претходна, се наоѓаме во тимота и ги пиеме најубавите сокчиња на Витаго Соко Горица. Нашата прва другарка денес се вика Марија. Марија, ќе ни кажеш ли колку години имаш? Да, Колку годинки имаш, срце? 6. 6. Кажи ми дали идеш во училиште или во градинка? Во градинка. Ама од септември предпоставувам прво дали не ќе видиш. Да. Ти ни донесе некои цртежи и ни кажа дека многу сакаш да сликаш. Дали може да ни ги покажеш? Ајде да видиме. Првиот цртеж да ни покажеш, да ни кажеш што значи, кој е ова. Кажи ми од каде најде волку големи листови. Па од една мала другарка. Вака може да ги кренеме да ни каже бато младен се гледаат. Убаво. Ао, кој е ова волку убав на цртежот? Ти. Јас? Да. Леле, многу убаво си ме нацртала, со колку срценца? Овие срциња се за сите деца или зашто се тие срциња? За тебе. Леле, ти благодарам, ќе се гушнеме на крај. А ова ќе си го залепам дома. И следната фотографија да ја видиме. Да видиме, може? Да. Ова. Кој е на оваа фотографија? Сигма Бой. Што е тоа Сигма Бой? Па девојчиња јутуберки. Како ти почнува денот, односно како ти почнува секое утро? Што најмногу сакаш да правиш секој ден? Па да пуштам музики. Многу сакаш да танцуваш и да пееш. Дали тоа значи дека сакаш да бидеш пејачка кога ќе пораснеш или нешто друго? Јутуберка и пејачка. Јутуберка, од кај ти текна јутуберка и пејачка? Од Сигма Бой. Од Сигма Бой, значи ептен ти е сама ќе пееш или ќе пееш со некој во комбинација, ќе имате дуо, ќе бидете, тим ќе бидете со некој? Со братучетка ми Мика. Со братучетка ти дали имате проби дома? Да. Дали само Сигма Боја пеете или некои други песнички си пеете? Други. И други песнички си пеете, која ви е друга најомилена? Една ја подпишус. Ќе не ги спееш на крај? Да. А да ми кажеш која ти е најдобрата другарка? Софија. Што е толку посебно кај Софија, зашто Софија баш ти е најдобра другарка? Што се разликува од другите другарчиња во градинка? Другите другарчиња само ми се скаруваат, а Софија не. Зашто ти се скаруваат другите другарчиња? За се. За се. А кажи ми дали другарите кога ќе се скарат, после се прават смир и се смируваат? Да. На кој начин ти се смируваш со другарките? Овака. Вака? И ти Смир. До година мир. Кога ќе се скараме, па ќе се смириме. Смир, компир. ова е некоја многу интересна песна. Нас и во претходната епизода ни кажа една другарка Фрида, ни ја кажа истата песна, јас ја научив и од сега секогаш кога ќе се скарам со сестра ми, обавезно ја користам за смирување таа песна. Јас се спомнав сестра ми, а ти ни кажа претходно дека имаш и поголем брат. Да. Како се вика твојот поголем брат? Матеј. И дали со Матеј вие почесто сте скарани или смирени? Почесто си играме. Почесто со што најмногу си играте со бата? Масажа. Каква е таа игра масажа? Не, фудбал. И ти играш фудбал со бата? Да. Па кој е подобар фудбалер, ти или бата? Бата. Кој прв попушта во вашите караници? Ја. Ти попушташ прва? Како му попушташ? Го лажам дека ќе му купувам нов PlayStation. Така има бато PlayStation? Да, Игра? Да. Заедно играте или сам? Понекојаш сам, понекојаш заедно. Ама тебе предпоставам дека не ти е толку интересно на PlayStation да играш. Па интересно ми. Дали со бато си имате некој тајни? Да. Кој тајник имате? Ќе ни кажеш ли некоја тајна со бато што имате? Дека некојаш кога нешто ќе искртаме, ќе кажеме ова Ника искрта. А Ника кој е? Братичетка ни. А ја мислите е Ника? Да. И после. А Ника колкава е? Има 5 години. 5 години. И Ника не вика не сум јас? Или вие сте толку цврсти на ставот, така да... Ника вика не сум ја, они се. И ви викате некако, ние Ника. Ние викаме. Ама ние не сме, знаеш, тато дека ние не шкртаме по овој стан. Така? Да. И на крај Ника е крива. Да. А кој повеќе знае да чува тајни, ти или бато? Па нормално ја. А дали бато има симпатија? Па да. Да? Тоа е тајна или не е тајна симпатија? Тајна си. Која ти е на тебе најомилената принцеза од бајките?
Снежана. Зошто баш Снежана? Дека има весела боја. Каква е таа весела боја? Жолта. А јас знаеш кој мислев дека ти омилена принцеса? Рапанцел, затоа што имаш толку голема коса. Па и таа ми И омилена. таа ти омилена. А јас слушнав друго нешто, дека тебе не ти е прв пат волку голема коса. Си имала и претходно волку голема коса. И тоа ти била до коленици долга. Да. Што направи кога се ишиша? Што направи со косата? Ја донира. За каде ја донираше? На фризер. На флизер. На кој дечиња донираше? На 2. На 2 дечиња донираше. Браво. Секоја час и ќе ти ми направиш едно да пукна. Браво, и треба така сите убаво да постапуваме, да сме толку хумани како тебе. Така срца? Браво. Што значи тоа да си добар пријател? Па добар пријател значи да не криеш тајни, да не издаваш, друго животното да го гнјавиш на другото другарче и да си подаруваш поклони. Така, тебе кој ти е најдобар пријател? Софија. Софија. Дали се почитувате со Софија? Да. Дали не се карате? Не. Дали не си ставате? Не. Дали си подарувате поклони? Да. Значи ептен сте добри пријателки. Тоа е многу важно. Така? Да. Која ви е најубавата игра со Софи што играте? Цртање. Цртање. Јас ја знам Софи, знам дека Софи многу убаво знае да црта. Ку знае колку убави цртежи се тие кога ќе седнете вие две да ги нацртате? Имате ли некој омилен цртеж што сте го нацртале заедно или секоја посебно црта па си ги менувате цртежите? Секоја посебно црта и понекоја ще ги менува. Како знаеш дека си направила нешто добро, дури некој да не те пофали? Па убаво да испливаш, да не се глупираш и да си играш со братчето. Што правиш кога некој ќе те пофали? Па го почитуваш. Го почитуваш. Тебе зашто најмногу те фалат? За пливање. За пливање, значи во пливање си многу добра. Кажи ми, тешко се учи ли пливање? Не. Не, како научи ти, од колку време идеш на пливање? 3 месеца. 3 месеци дури веќе си научила да пливаш. Да. Кажи ми, какви видови на пливање има? Градно, крбно, крал, делфин, пеперутка. Многу начини и од што се разликуваат, кажи ми, тие начини на пливање? Крал е малку тешко, грбно е прелесно, нозе има, ама нозе е најлесно. Нозе, само со нозе тоа е пливањето? Да. Тебе кој ти е најинтересно и најлесно пливање? Крал. Крал, мора денеска да го пофалиме Бато, дека денеска утринава беше на надпревар за пливање и добил во 3 категории 3 први места, така? Како знаеш дека некој те сака? Дека ме почитува и ме гушка многу кога ќе ме види и доаѓа секогаш ке мене на гости. Тебе кој најмногу те сака? Софија. Софија, а ти кој најмногу сакаш? Софија. Софија, значи вие сте ептен БФФ, најдобри другарки. Кога мама и тато би биле суперхерои, кој суперхерој би биле и која супермоќ би ми ја дала? Да ме штитат и ако некој ме удри да ги заврже со пајажина. Тоа е тато значи. Значи тато би бил Спајдермен. Да. А мама која супермоќ би ја имала? Супермен би сакала да би. Мама, женска верзија од Супермен, така? Да. Што да прави мама Супермен? Супер мама тоа ќе биде. Што да прави? Супер мама би правила, ако некој ме удри, да го заврже со нешто јако и да го удри со нешто. Супер мама, а супер Бато? Бато кој суперхерој би бил? Да се претворил во кола. Во кола Бато да се претвори. Каде ќе идете вие со таа кола? Каде сакаш да отидете со колата? Секте. Ајде кажи ми 3 места каде што сакаш да отидеш, односно 3 места каде што си била и каде што ти било неверојатно убаво. Може кои држави ги сакам? Може кој држави ги сакаш. Украина, Македонија и Русија. И Русија. Зошто баш Украина? Таму е едно девојче што се вика Милка, тоа ми е омилено име. Зошто баш Русија? Сигма бој се таму. А зошто баш Македонија?
Затоа што ја тука живеам. Затоа што и тука ти е најубаво. Да. Така, одлично срце. Што значи тоа изненадување? Нешто што не знаеш, а кога ќе станеш и одма да видиш нешто. Кој тебе највеќе ти изненадува? Бато. Со што ти изненадува највеќе бато? Со поклон. Кој ти е најбавиот поклон што ти го купил бато? Заплетени јалки. Сплетеш јалки? Да. Ќе ни сплетеш ли една? Да. Договорено. А кажи ми, ти кого најмногу изненадуваш? Бато. Со што го изненадуваш па ти најмногу бато? Со игри на PlayStation. Му ги пушташ или му купуваш игри на PlayStation? Му купувам. Кажи ми, дали може некој да ни изненади, ама без да ни купи нешто? Да. Како би ни изненадила, ама без да ни купи нешто? За роден ден може да ги викна другарчињата во игротека без поклони, ама поклоните да бидат станените. Аха. И само кога ќе дојдеш, и они само излагаат среќен роден ден. О, изненадување да ти направа, тоа би било прекрасно. Ти направил до сега тебе некој изненадување? Да. Кој? Софија. Што изненадување ти направи Софија? Еден картон со Стич. Ти гледам дека многу го сакаш Стич. Да. Другарчињата не знам дали може да забележат, имаш маечка Стич. Менѓувчиња Стич, имаш значи све ти е со Стич. Ја морам да го гледам цртанот, го немам си уште гледано. Може да прашам друго нешто? Да. Што е тоа срам? Ако некој те праша, ти да се засрамиш. Што да те праша некој? Па, например, како си, добра си или и ќе се сокриеш негде. Тебе од што ти е најмногу срам? Дали некој си се усрамила? Не. Никогаш? Понекогаш. Дали знаеш некој што е многу срамешлив? Да. Кој е, например, многу срамешлив? Што не ни зборува. До толку срамешлив? Да. И што правиш ти кога ќе видиш некој срамешливо детенце? Па го заикнувам. Како го заигруваш? Па со некои игри там, да. Што е тоа ветеринар? Ветеринар е за да лечиш кучиња, мачиња, зајчиња, све друго што е се живот. А што е тоа психолог? Да прегледува нешто. Кого да прегледува? Луѓе. Луѓе да прегледува. Зашто ги прегледува психологот? Да речеме стоматолог е за пчињата кога не болат, така? Да. Зашто е тогаш психологот? Зашто не прегледува? Мислам дека за протеза. Што е тоа трпение? Трпение е да бидеш трпелив, да кога некој зборува на телефон и да досеќаш да бидеш смирен и да го почекаш. Што мислиш, Маца? Што би значило тоа? 3 пати мери, еднаш сече. 3 пати да го измериш и еднаш да исечеш. А што мериме 3 пати еднаш сече? Банана. Банана? Има логика. Работата која денеска можеш да ја завршиш, не ја остави за утре. Заврши и одмарај. И после да си одмараме. Дали ти работите ги завршуваш во истиот момент кој ќе ти се дадат или ги оставаш некогаш за подоцна? Ги завршувам. Така и треба. Кој нема во главата, има во нозата. Што би значило тоа? Ако немаш во нозете, ќе имаш во главата. Што би значило тоа? Што да немаш во нозата? Немаш мозок во нозете. Немаш мозок во нозата, затоа каде не е мозокот? Тука. Во главата. Кажи ми сега, дали сакаш ти нешто нас да напрашаш? Да, може. Кој мери, тој не се плаши. Што значи тоа? Кој мери, тој не се плаши? Тоа би значило дека не треба да се плашиме од ништо и дека да ми текне, не знам. Тоа значи Што значи тоа? кој мери не се плаши од волк. Ај уште нешто да напрашаш? Ајде. Чаша падна, кој ќе исчисти? Аха, тоа значи дека детето е бутнало чашата и дека треба да земе метличка да се исчисти. Тоа значи или грешка сум? Тоа значи. Да, ајде уште едно нешто, три, јас ти поставив, ти
Јас 3 на тебе, ти 3 на мене. А може. Ајде, маче. Детето ако напунило 3 години, уште 4, 5, и 6, и 7, и 8, и 9, и 10, и 11. Колку напунило на крај? 11. Точно. Ау, математика ме бива и загадка. Дали ти беше интересно? Да. Дали ќе дојдеш пак? Да. Следен пат кога ќе дојдеш сам или ќе дојдеш со Софи? Со Софи. Вака со Софи кога ќе седнете во комбинација, кога ќе бидете, ќе ви требам јас или нема да ви требам? Ке видим. Ќе видиме, ќе размислиме, Да. дали ќе го донесеш бато, а Софи ќе ја донесе сестричката неси. Или мислиш дека без нив е подобро? Без никој. Без нив? Зошто баш без никој? Па мама ќе седи таму, а јас и Софија тука. Ти и Софија тука, зашто би си разговарала со Софи? Па за најдобри другарки. Значи, вие сте толку многу другарки што еден ден не може да не поминете заедно, така? Да. Дали ќе ги поздравиш другарчињата? Да. И дали ќе се гуштаме сега еднашка? Да. Дојди, мача, и мене ми беше многу задоволство, ќе се видиме повторно. Браво, срце, браво. Нашето второ другарче е еден прекрасен дечко со најубавите очи што ги имам видено до сега, а тоа се вика Михаил. Михаил. Колку години имаш ти? 5. Кога наполни 5 години? Кога требаше и ми донесла многу поклони. Многу поклони. Кој ти беше најубавиот подарок за роден ден? Дари ми донесе тоа што се фрла да го погодиш во центарот и тој ми се свигал поклон. Тој најубав поклон за роден ден ти беше? Да. Кажи ми, кој поклон е најубав за девојчиња? Цвеќе. А кој поклон е најубав за момчиња? Може и коли. Коле? А кој е најубав поклон за мајките и за татковците? За таткото може една кола, а за мајката еден цвеќе. За татковците вистинска кола или не вистинска? Вистинчка, а за мајките цвеќе. И што се прави кога им се честита роден ден на мајките, на татковците, на сите? Можете да им кажете среќен роден. И да ги гушнеме. Да. И да им донесеме тортата. Убаво да ми ја донесеме. Кажи ми, дали ти многу сакаш да се гушкаш? Да. Со кого најмногу? Со сите. Кога бев бебе, мајка ме родеше, на сите ме покажа и кажа дека многу бев сладок и плюс мајка ми уште ме чуваат, да не бидам голем. Од колку години ќе станеш веќе голем, за да не мора мама и тата да чуваат? Прво ќе мора 6, па 7, па 8, па 9, па 10. Па после 11, 12, 13, 14, 15. И од 15 години веќе ќе можеш сам да се чуваш. Да. И кажи ми, која е обврската на малите деца, а која е на големите дечиња? Вршката на големите деца да бидат да ги чуваат дечата мали, кога некој има 5 години, ако сакаат големите да искачат, и тие ќе искочат. А која е обврската на малите дечиња? Вршката? Да. Вршката е да мора да ги слушат родителите и браќата и сестрите и дедовче. Ти дали имаш братче или сестриче? Да. Што имаш, братче или сестриче? Братче и сестра. Како ти се викаат братчињата, како ти се вика сестрата? Симона, Давид и Антонио. Значи, вие сте тројца момци и една принцеса. Да, Кажи Симона. Дали ја чувате Симона? Да. Многу ли ја чувате? Да. А дали таа вас ве чува? Да. Кој е поумен, вие како момчиња или Симона како девојче? Симона е помна и ние сме. И значи сите сте многу умни дома. Да. И кажи ми, што мислиш, кој е главен од кај вас дома? Од вас четворица? Не е никој главен, туку Дедо Боже е главен. Дедо Боже е главен. Браво, маче. А од вас четворица, ако треба да се избере, кој е најглавен дома? Не сме никој да биде главен. Значи сите сте под еднакво главни. Не. Браво, срце. И кажи ми, која е обврската на секој од вас? Еве, кажи ми нешто што го правите дома за добро однесување. Кога ќе се скараме, кажуваме, нема веќе да ми се повтори.
и ќе се смириме и ќе се играме заедно. Кој прв попушта кога ќе се скарате од вас? Прво Антонио, па Давид, па Симона, па тато, па дедо, па мама. И тога се смирив со нив. И тоа со сите се смири. А ти си најмал дома? Да, И најумен да предпоставам. да. Дали знаеш што значи тоа да си добар пријател? Да, треба да ги држиш играчките за своите другарци. Што значи некој да те пофали? Ќе ме пофали за да ме изнесат надвор со точак или со тротинет или со скейтборд или со ролерки. Ти знаеш да возиш точак, тротинет, скейтборд и ролерки. Да. Се тоа знаеш. Како научи? Случај сум паѓав и се научив. Не те болеше кога паѓаше? Не. Што научи прво? Прво ролерки, па тротинет, па точак, па скейтборд. Вака, што мислиш, од колку години се учи да се вози точак? Од 5, Тротинет? да, Од колку годинки? од 4, Ролерки? од 5, А скейтборд? од 5. И што ти е најинтересно за возење? Ролерки, Точак со помошни или без помошни? без помош. Со ролерки знаеш да скокаш, да правиш финти или само обично возиш направо? Обично и прво фенти. Тука паднав на кажи баба, па паднав на глава. Леле. И се дупнав. Дупка имав малечка. Малечка дупка, како ти помина дупчето? И па ми ставилах ден и ми помина цело. Што најмногу сакаш да правиш во слободно време? Сакам со мама и со тато да искочиме да се пресетаме. Каде најмногу, Еден круг. каде најмногу сакаш да шеташ? На почка, на кажи баба, на площад, на школски и на секаде. Тупа ти многу шетање, тебе колку дена ти треба да се прошеташ? Неколку дена. Не 10. Што е тоа? Природа. Природа? Треба да ја штедиме, да не ја фрламе ѓубриња и плюс да ја чуваме и ѓубрињата во канта. Така? И тогаш све ќе не биде чисто. Ти дали ја се грижи за природата? Да. На кој начин се грижи за природата? За природата се грзам секој ден за да ги фрлам ѓубрињата во канта. Ама еднаш како се сисав, видов едно куче, малечко. Што направи со тоа куче малечка? Мајка ми го ранеше. Стварно, ти да немаш домашно милениче дома или не? Немам, само имам 2 риби. Две рибчиња. И останок ќе го купам. Што ќе купиш? Кучето. Тоа од надвор? Да. Што ќе правите со него? Ќе му ставаме на дрвче ќе го завреш. А го гледаш вака, си го видел друг пат или само тогаш кога се шишеше го видовте со мама? Го видов. Па го виде. Тоа да не сака да ти биде тебе домашно миленише заради тоа да не се вртка околу тебе? Сака и идеше на кај мене. Тоа Мене ме познава. значи кога ќе те види, тоа мислам дека многу сака да ти да му бидеш собственик на него. Да, и плюс сака да го чувам. И ја така мислам. Знаеш што да направиш ти? Секој ден да му даваш малце лепче и ти не мора да го чуваш дома, туку ќе ти биде пред зграда, ќе се го чуваш и тоа ќе биде кучето на вашата зграда. Да. А какво име би му дал на кутрето? Ќе му дадам да биде женско, ама ќе му дадам да се вика јутуберко. Јутуберко да се вика. А зошто па женско да биде? Па сакам да биде. Така сака женско да биде? И ќе си земе едно машко и тогаш ќе си избират заедно. Ќе се дружат. Да. Така, многу убава идеја имаш, ја мислам дека ќе ти се исполни. Кажи ми, кога мама и тато би биле суперхерои, што? Мама сакам да биде Бетмен, а татка ми сака да биде татка ми еден Спајдермен. Што моги би имала мама, а што моги би имал тато? Тато да имаше мрежа, а мајка ми да фрлаше тие за лошите луѓе, што ги легнува и ги затвара. Значи мама и тато се твоите суперхерои. Да. Така, а ти ако би бил суперхерој, што моги би сакал да имаш? Сакам да имам да бидам Спајдермен и да пуштам мрежи. Антонио, што моги би сакал да има? Да биде Супермен и да од неговите очи да пушта ласер. Давид, што сакаш да биде? Каптен Америка.
Каптен, ја многу го сакам Каптен Америка, навистина. И сестричката Симона, што сакаш да биде? Може да биде принчеш. Може? Што сакаш дедо да биде? Дедо да биде еден суперхерој што може да се качува само по згради да рипа. Само по згради, да не биде Спајдермен или некој нова варијанта на Спајдермен. Да биде. Супер дедо да биде. Може. Може да направиме еден херој супер дедо. Што е тоа изненадување? Да. Изненадување е како да им дадеме на бато и на сестричето едни поклони. Аха, ти кого најмногу изненадуваш? Бато, мама, сестричето и татко ми. Браво, со што ги изненадуваш? Со цвекиња. Од кај ги наоѓаш тие цвекиња? Од Гази баба. Од Гази баба. И правиш на сестра ти венче од цвекиња и на мама. Можам да им направам две. Какви се тие две? И па ќе им ставиш две златни и тогаш ќе ги залепиш со еден најак лепак и тогаш ќе го ставиш. Многу убави венчиња. А кажи ми, дали им подаруваш цвекиња на симпатиите? Да. Имаш ли симпатија? Да. Една или повеќе? Едно. Како ти се вика? Не знам. И па како ти е симпатија? Кога ќе биде роден ден ги отидам, ќе ги купам едно цвеќе што свети пред ноќ. И тогаш ќе го земе. Чекај да... Чекај бе, мува има. Пак е ке лет. Ја најде и она сака да не сака. Што мислиш мувата? Што би сакала да ни каже? Да ни каже да биде колку Спајдермен да лета вак. Така сака мувата, може и она сака да седна кај тебе па и она да збори. Што би ја прашал ти мувата? Да ја прашам да биде, да се пикне од овие до таму и да се врати таму. Ти се свиѓа ли тука во тимото? Да. Нели е многу убаво? Да. Дали си бил на поубаво место до сега? Не сум бил. Не си бил, па види го колку е прекрасно, така? Дали знаеш што е тоа срам? Срам. Срам е да се тепаш. Ти дали? Јадеш не тепу. А се срамиш? Не. Дали знаеш што е тоа трпение? Трпение? Да. Можеш да почекаш дори мајка ти збори. И каде чекаш дори мајка ти збори? Дома. И кога ќе прекине, ќе ме изнесе надвор, ќе се возам ја и татко ми ќе дојде. Потоа татко ми ќе ме чува, па после мајка ми, па татко ми, па брат ми, па сестра ми и после па сам ќе се чувам. Тоа 15 години кој ќе наполниш, голем кој ќе бидеш. И ќе си доаѓам сам дома. Кажи ми, кога кој те чува ти е најубаво? Кога ме чува ми е убаво брат ми. Зошто баш бата кога те чува ти е најубаво? Зашто кога ќе ме чува, само ми дава да искочиме на двор. Кога ќе искочиме, се враќа за да ме земе во раки, да ми ги стисне најако и за да возам. Значи ти имаш многу супер брат. Работата што можеш да ја завршиш денес, не ја остави за утре. Што значи тоа, срце? За утре не смееме да оставаме, само денеска мораме да ја завршиме. И кога ќе завршиме, ќе бидам слободен дома. Што правиш кога си слободен дома? Си играм со браќата и со сестричката. Значи многу ти е забавно дома. Да. Ти ми кажа дека се запиша во прво оделение. Да. Кога порасна толку за да бидеш прво оделение? Па прво можеш 1, па 2, па 3, па 4, па 5 и тогаш се запишуваш. Зашто малку ќе се записам на карате. Чекај, тие што идат во прво оделение се запишуваат на карате. Да. Може да ми кажеш нешто? Што е тоа здрава храна? Здрава храна, за да јадеш многу здрави храни и после да бидеш најак. Што најмногу сакаш да јадеш? Не, многу јадам кулен, јаболко, макарони и круша, банана, лубенича и јагоди. А имаш ли некое јадење што не ти се допаѓа? Не ми се допаѓа пица.
пица не ти се допаѓа? То не е здраво. Не е здраво воопшто. Ни сендвич. И ни сендвич. И кога некој ќе ти Ни понуди пиво, ни здраво, ни хамбургер. не е воопшто здраво. Дрвата, ја ставиш 2-3 дрва и тогаш камења, ќе цукаш вака бам, бам и ќе ти се запали оген за да се стоплиш. Кажи ми, на тој начин порано се топлеле луѓето? Да. Ска се бања во Грција. Каде во Грција си бил дури до Грција? Да. Каде се бањаше во Грција, кажи ми? Много далеко од автокоманд. Знаеш зашто се чува природата? Па не знам, ќе ми кажеш? Да. Ајде да слушнеме. Можеш да ја чуваш природата од ѓубрења и треба да ги фрлаш во канта. А што ако видиме дека некој детенце или дека некој човек си јаде нешто, еве, банана јаде и лушпата од банана ја фрла до кантата, не во кантата. Што би направил ти тогаш? Да го земав и да го фрлам. И што ќе му кажеш на него? Да знае за следен пат? Следен пат да не се го повторим истото. Кажи ми, кои се игрите на момчињата, а кои се игрите на девојчињата? На девојчињата се да играат принцеса, на машките се играат брканички. А која е заедничка игра на момчињата и девојчињата? Мора да си ги поделат играчките. Како се ги поделуваат играчките, срце? Епа, кога ние ќе си станеме од штолчињата, ја го давам тоа на Лео. Лео неговата играчка на мене. Така? И така си играме. Кажи ми, дали ти беше интересно? Да. Дали ти беше забавно? Да. Дали ќе дојдеш следен пат? Ќе дојде. Ќе дојдеш сам или ќе донесеш некој со тебе? Па ќе донесам брат ми. Брат, зошто денес не го донесе пат? Па зашто не ќе? Зошто не ќе? Не знам. Да го прашаш, може? А дали сега ќе се гушнаме еднаш и ќе им кажеме на другарчињата дека ќе се видиме во следна прилика, може? Да. Дојди да те гушнаме еднаш. Леле, браво. Се забавувавме, се смеевме како секоја претходна епизода и едва чекаме да се видиме и дружиме идната недела. Се гледаме. Чао! Деца разборуваат!